председателе, почитуван заменик министр, почитувани колеги пратеници. И вие, почитуван министер, отворивте одредени прашања кои што не ги уредува овој закон или прашања кои што лебдат во воздух и не се доуредени. И генерално исти забелешки и дополнителни на вашите имаме и ние како пратеници. Направена една општа забелешка, дури и председателот кога го повика заменикот да го образложи законското решение, рече да се образложи од аспект на усогласеноста со европската регулатива. За волја на вистината, во овој закон со регулативата на Европскиот парламент од 23 јули 2014 за електронски идентификација и доверили услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар се усогласуваат само 4 ставови во овој закон, иако целиот има преку 70 членови. И таа регулатива не е во суштина на доменот на овој закон кој што треба да се донесе. Сепак за оваа регулатива ние имаме посебен закон кој што е усогласен со таа регулатива, кој што е специјализа за ваквите постапки и мислам дека сега можеби не е дебатата овдека, меѓутоа отвараме проблем кој што го засега целокупно законодавен систем во Република Македонија ако се референцираме на законот за прекршоци. Донесовме закон за прекршоци и сега усогласуваме преку 100 други закони со закон за прекршоци, што мислам дека е нонсенс. Сличното се прави и овдека. Имаме закон специјалист кој што е во делот на трансакциите електронски и сега треба да усогласуваме други закони во основа на тој закон. Мислам дека не е најсоодветниот пат како треба да се носат закони. Останува забелешката дека се работи за закон кој што е специфичен и во една експертска област, а поради 4 ставови ќе го разговараме на Комисија за европски прашања. И тоа е исто една генерална забелешка во која што треба да размисли ова собрание како ги носиме законите. Прашањата кои што се отворија има и не само во делот на користењето на вештачењето на МВР, тука се отвара прашање во делот на користењето на вештачењата од страна на јавното обвинителство, па и делот на мешањето во биро за вештачење со биро за проценки. Ова ги нафрлам дополнителни теми кои што покрај оние што ги кажа заменик министерот, сепак со ова законско решение не нуди решавање на овие отворени прашања. Сметам дека една ваква тема мора првен преку една дебата јавна со експертската јавност, со засегнатите страни, со комората на вештаци, проценители, најпрвен да се издебатира, да се слушне нивното мислење и да се усогласи законот со таа сфера, затоа што сепак се работи за малку поспецифична проблематика која што бара една експертска анализа и не е доволно вклучувањето само на пратениците, туку и на една поширока експертска дебата. Јас се надевам дека овие отворени прашања кои што ги покрена заменикот, кои што ќе ги покренеме и ние како пратеници и наредните после мене, ќе бидат сериозно сватени од Министерството во општа смисла на зборот и ќе се предложат амандмани со кои што ќе ги решиме овие отворени прашања, затоа што имам информација и дека ова за комисија, односно за вештачење што е комората, се извинувам, има исто така сериозни забелешки на ова предлог законско решение. Моите информации говорат дека имале работна група по тројца од комората и од Министерството, која што работела на предлог законското решение. И тие, откако го видеа овој предлог закон, се запрепастени зашто воопшто не соодветствува текстот на законот со оние решенија кои што ги усогласиле заедно со Министерството во работните групи. Имам информации дека биле на средба во Министерството дека се најавени амандмански интервенции од страна на Министерството за усогласување на тие нивни експертски барања кои што изостануваат во законот. Затоа, како заклучок од овој закон е нешто што генерално се провлекува во континуитет во собранието, тоа е усогласувањето со европското законодавство се користи за само злоупотреба на оваа комисија за побрза постапка на носење на закони, не е за суштинска дебата, изостанува експертска дебата по законите во матичните работни тела, кои што можат дури да поканат
експерти, јавност која што ќе даде свој допринос во самите законски решенија. И втора работа, ваквото избрзано носење на законски решенија кое што не е усогласено со експертската јавност создава дополнителни проблеми во фазата на носење и дополнителни амандмански интервенции кои што се прават во последен момент и генерално не можат да дадат суштинско решение на тие отворени прашања. Ви благодарам.